вика Бојан Стојановски. Кажав дека сум вчето невиден од способноста на СДСМ да брани тоа што не се брани, така да вие веројатно сте единствената во оваа држава која што ја поддржува концепцијата на Мила Царовска, особено за воведување родител 1 и родител 2. Мислам дека вие сте единствената во оваа држава и тоа треба да се каже. Немојте ве молам вие да зборувате за печатење на учебници. Толку бевте неспособни да не успеавте 7 години поред, иако имавте предвидливост на мерката да ги испечатите учебниците. Тоа е една работа. Втора работа, знаете кој што се поврзува со печатење на учебници и со СДСМ? Арберија дизајн. Мислам дека ви е многу јасно во таа насока каде оди работата. И на крајот да ве прашам една работа. Дојдовте на власт со еден ваш поранешен потпредседател и градоначалник на една општина кој што спиеше на работа и ветувавте дека ќе го укинете екстерното тестирање, дека ќе направите студентски град. Не ми одговоривте на едно прашање. Еве лично ќе ве прашаме, молам да ви одговори. Не ви е срам како пратеник од СДСМ што 7 години не успеавте да ги завршите ФИНКИ и ФФК зградите на факултетите? Не се чувствувате малку незгодно ради тоа? Еве јас ви кажам, јас би се чувствувал незгодно и би ми било срам и токму затоа во овој буџет кој што вие сега треба да го гласате и кој што го критикувате, треба да бидете свесни дека се одвојуваат над 2 милиарди денари за тие згради да бидат завршени. Тоа е разликата помеѓу ВМРО ДПМН и помеѓу СДСМ. Сега се збори и министерката Јаневска зборува дека ќе воведе вештачка интелигенција во училиштата, а во ваше време зборувавме дека нема учебници. Тоа е разликата.